работите вие и што е секогаш нели во корист на децата, за оние кои работите Често со право и со повод. Така. Дозиме со ред, имаме многу настани да споменеме што ќе се организираат во текот на оваа недела. Па и да така, дозиме со ред најнапред да го споменеме годишникот во кој ќе се јавуваш нели како главен и одговорен уредник. Се работи нели за билтенот Ние сме еднината, двојазичен билтен, четврти поред и да видиме нешто околу содржините и до каде се ќе биде дистрибуиран, како ќе стаса до сите оние што ќе сакаат да го прочитаат. Билтенот Ние сме еднината кој излегува четврти поред, овој пат двојазичен. Инаку ние сме го опечатале на македонски и на англиски. Овој пат поради економски причини решивме да го печатиме двојазичен, но благодариме најпрво, користам пригода на донаторот е Лаурес Костер печатница и личната карта која е поместена во билтенот на доминантот Скопје. Во списанието, односно годишникот Ние сме едината, поместени се повеќе содржини. Најпрво со фотографии и сечаци од печат е представена Мијана Бошевска, нашето дете амбасадор. Потоа нашиот амбасадор Коле Ангеловски исползувавме едно интервју од вашата колешка Левенска, која работеше на емисијата Големи и мали. Коле Ангеловски со интервју на Македонското радио 92 година, кога би бил цар, што би сторил за децата во светот. Така. Потоа со кого се имаме воспоставена соработка, шематскиот приказ како амбасадата функционира, кого застапува, кого штити. Потоа неколку репортажи, интервјуа на Благо Алексовски, превенција од СИДА, СИДА страф и предрасуди. Потоа на Стојан Алексиевски за педофилијата, еден исечок од Нова Македонија. Потоа хронологија на активности. Нашето дете делегат на Европската конференција во Лајпциг Илина Христова, дипломатскиот кор, кои се корисници на нашиот дипломатски пасош. Потоа неколку проекти, извештаи за работата на СОС телефонот, донации за децата кои се чувствителни на глутен и заболени од целијакија, песнички цртежи на децата и завршуваме повторно на крајот со исечици од дневниот печат од земјата и странство. Рековме како ќе се дистрибуира? Ќе се дистрибуира бесплатно до дипломатско-конзуларните представништва во Македонија, до нашите конзулати во светот, партнерски организации со кои соработуваме и каде што членуваме, до нашите членови, до сите партнерски невладини организации во Република Македонија и се разбира до спонзорите и донатórите кои помагаат амбасадата веќе 6 години. 16, 17 и 18 во амбасадата тридневен семинар за обука на волонтери за СОС телефонот. Да видиме кои се предавачите и кои студенти ќе имаат можност да бидат присутни. Ние сакаме да ја освежиме нашата волонтерска служба СОС телефон за деца и млади, кои веќе наполнивме на 15 ноември 4 години од неговата работа. Бидејќи таа волонтерска служба постојано доаѓаат и заминуваат волонтери, имаме константно неколку мина од нив на кои им треба поддршка и помош, претежно од студенти 3 и 4 година од институтите за психологија, педагогија, социјална работа и политика, социологија. Отворени сме за прием на нови идни волонтери. Отворена е и можноста да се пријават и денес. Имаме уште неколку слободни места. Отворена е за 20 на волонтери кои ќе бидат присутни на едукација од страна на професорите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Јас ќе се обидам накусе да ги кажам темите на кои ќе се работи. Вторник од 14 до 16 часот професор доктор Марија Доневска, деца аутсайдери темата. Од 16 до 18 наркоманијата и постапка со наркомани, доктор Славица Кнежевич Гајдадис од Центар за зависност и кисела вода. Од 18 до 20 часот алкохолизам и постапка со алкохоличар, доктор Панџе Виденовски, директор на психијатриската клиника во Скопје. Во среда од 14 до 16 доктор Михаил Левенски од Здравствениот дом Скопје, изградување на личноста на детето. Од 16 до 18 превентивната улога на СОС телефонот и соработка со здравствени институции, доктор Аспазија Софијанова Спасовска од детската клиника Скопје, со која имаме извонредна соработка. Четврток од 12 до 14 децата и нивните права, магистр Елена Дамовска, Институт за педагогија.
Од 14 до 16 малолетнички бракови, доктор Љубица Чонева, Институт за социолошко политичко правни истражувања. Од 16 до 18 семејството и на насилството, професор доктор Олга Мурџева Шкарич. Очекуваме уште два предавачи едукатори кои во текот на денешниот ден ќе ги дефинираме и нивните теми. И само да споменете кои студенти имаат право на можност да се пријават и да се вклучат во семинарот студенти Институт за социјална политика, педагогија, психологија, социологија, сродни на секако и од медицинскиот факултет, факултетот за фармација. Подготвени сме да ги прифатиме, да ги вклучиме во семинарот и после едномесечно практично слушање со поискусните волонтери во разрешување на проблеми за кои децата се јавуваат од најразлични мотиви. Можеме многу брзо да ги вклучиме и во волонтерскиот СОС сервис. Од неодамна 13 ноември формирана Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето. Веќе во вторник, тоа значи утре, првиот работен состанок. Да, морам да посочам дека мојата сопруга и колешка Гордана Пирковска-Звијанац по многу нешто била иницијатор и формирала неколку многу важни сегменти за заштита на правата на децата како институции или па како стручни служби. Покрај формирањето на првата амбасада на сите деца, уште 1992 година, таа ја формира и на нејзина иницијатива, односно амбасадата ја формира Македонската национална коалиција на 6 невладини организации за заштита на правата на децата, во кои членуваат пријатели на децата без родители, Асоциацијата за дружење, забава и рекреација, нашето конзуларно оделение во Прилеп, Советот за заштита на децата од сексуална злоупотреба, првата детска амбасада на светот како нели основач и Комитетот за меѓународна одбрана на децата. Во вторник очекуваме уште 2 нови членки кои најавуваат членство. Тоа е Сдружение за заштита на децата во Македонија или на англиски Save the Children. Исто така очекуваме и Унијата на средношколците да ни се приклучи. На првиот работен состанок ќе го доставиме водичот до сите членки како се подготвува алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Македонија и ќе го разгледаме иницијалниот извештај на Република Македонија што го има доставено до Комитетот за правата на детето во Женева. Амбасадата како членка на меѓународната НВО коалиција доби писмо и барање дека до 1 јуни треба да се произнесе и да достави еден алтернативен извештај за да може комитетот да го спореди пред одбрана на државниот извештај. Ние, бидејќи сега веќе се формиравме како коалиција, ќе доставиме извештај од страна на коалицијата и се надевам дека ќе може комитетот во Женева да го спореди државниот со нашиот извештај и да има поцелосен увид во состојбата со имплементација или пак кршење на правата на децата во Република Македонија. Веќе во среда во Основното училиште Ѓорче Петров, трибина, дрога, знаци, опасности, што да се прави. Да видиме, тоа ќе биде сватено. Покрај трибини за борба против комерцијална и сексуална злоупотреба и трибини за превенција на младите од сидата, овој пат решивме да проговориме и за проблемот со дрогата. Ќе ни биде едукатор господинот Миле Гиновски, социолог и истражувач. Трибината ќе е наменета за ученици од 7-то и 8-то оделение и секако за нивните родители. Таа е отворена и за други заинтересирани учесници. Инаку едукацијата ќе се однесува за превенција на децата и родителите од злоупотреба на дрогите. Се надевам дека ќе биде интересна и очекувам присуство. Иве, нешто со времето ни сигнализираат дека сме вкуси. Имаме да споменеме уште 2 работи. Советот за заштита од сексуална злоупотреба и Комитетот за меѓународна одбрана на децата. Минатата среда Советот одржа состанок. Имено во месец декември пристигна 2 писмени пријави на деца кои се жртви на сексуална злоупотреба и решивме да формираме комисија од 5 члена комисија на кој им е дадена обврска писмените пријави да ги разгледат и да му дадат и предложат мерки и механизми за разрешување на одредени состојби. Посебно за овие 2 писмени пријави се договоривме во идната година до законодавно правната комисија на собранието да доставиме неколку
амандмани на разгледување во советодавната процедура за разрешување на насуство на децата, посебно кога станува збор за вербално, физичко и сексуално, механизми кои веќе во светот постојат, а еден од нив е замениците на народниот правобранител, господинот Бранко Нововски, да има заменик народен правобранител, така наречен детски омбудсман. Додека комитетот ќе се сретне в четврток, тој ќе третира правни проблеми. Проблемот со Долна Жупа, имаме писмена барање од страна на родителите да им помогнеме, односно тврда дека нивните деца немаат можност да го изучуваат турскиот мајчин јазик и ние треба по тоа прашање да се произнесеме. Контактиравме и со Министерството за образование да го разгледаме тој проблем, разговаравме и со родителите. Начело на комитетот е професор Владо Остаковски. Во него членуваат повеќе правници, суди, адвокати и доставивме писмо до одборот на родителите во Долна Жупа да ни ги достават нивните документи, за да може да комитетот се произнесе по основа на прашање и да се стави директно во функција на заштита на правата на децата, доколку се, например, политички злоупотребани или доколку не може да го остварат правото според конвенцијата да може да учат училиште на својот мајчин јазик. Работно, многу работно. Навистина, ја завршувате и оваа година. Ќе има ли некој одмор кај вас, нешто организирано за новата година? SOS телефонот дали ќе работи? Телефонот ќе работи до 31 и од 7 јануар продолжува со работа. Инаку најнова новина е во аулата каде што е изложбата на амбасадата на фотографии, цртежи и слики и сечоци од дневниот печат. Добивме подарок од Паркови зелени лед на Голема Елка, веќе ќе почнат работилниците и ликовната и театарската и оригами работилницата да ја украсуваат, така да ве поканувам да дојдете да ја погледнете. Во тоа многу ќе ни помогне Јулијана Зевсимовска, која е координатор на детските работилници, има извонредна соработка со дечињата, децата се заинтересирани. Се надевам и на учесниците на семинарот, бидејќи семинарот ќе се одржи во амбасадата, ќе им биде пријатно да другаруваат со нас и да го посветиме работа на крајот од годината. Драган, ви благодарам за разговорот. Секогаш сте добре дојдени во нашата емисија и да ни повторувам она што го реков на почетокот. Се неубаво во новата година. Ќе се видиме во 98. Благодарам.